Деца на сонцето. Така се вика новиот клуб за деца и млади со Даун синдром што се отвори во Струмица. Во него ќе се дружат, ќе имаат корисни активности, но и стручна помош и поддршка околу 15 деца и нивните семејства. Возраста на децата е од 6 до 27 години. Имаше отворено јавен повик преку В2 програмата на кој што ние како здружение аплициравме и го добивме проектот, со што сме многу горди. Тоа е единствен клуб кој што работи моментално во Македонија, кој што се отвора во Македонија, исклучиво за деца и младенци со Даунов синдром и нивните семејства. Значи, навистина ми е мило што општината имаше слух за потребата на нашите деца и на нашите семејства. Децата овде во клубот ќе бидат своји на своето и ќе добиваат потребната помош околу нивната едукација во однос на пишувањето, домашни задачи, подготвителност за основно и средно образование. Тука ќе имаме психолошка поддршка за семејствата, дури и ние самите родители едни на други ќе си помагаме. Ќе кажем уште еднаш, клубот е нешто за кое што ние на многу години сонувавме и кое што еве денес после двомесечна подготовка станува реалност и веќе од почетокот на наредниот месец стартуваме со нашите активности. Само треба да бидете со нас за да го доживеете. Јас се реков и на самото отварање на клубот во говорот дека денес зборувам како родител кој што 16 години живее со пријателот Даун. Значи Верче има 16 години и многу сум среќна што живееме во општина Струмица, затоа што потребите на некои деца, да не се изразам деца со посебни потреби или да не карактеризирам некоја диагноза, значи секое дете има своја посебна потреба. На децата со Даунов синдром потребите им се малку поголеми од деца со типичен развој. И мислам дека и вие самите знаете дека Сдруженијето веќе 14 години се бори за подобри услови на овие деца. Проектот го финансира општина Струмица. Градоначалникот Костадинов вели дека ќе се направат напори да се поддржи опстојувањето на клубот. Го отвараме овој прв во Република Македонија клуб за деца и младенци со Даунов синдром. Едно навистина убаво каче во кој што ќе имаат можност и преку игра и преку целосна инклузија, но секако има и едукативен аспект целиот овој проект да им пружиме подобри услови и услуги на децата и младенците со Даунов синдром, секако и на нивните семејства. Ова што денеска се случува е практично потврда дека Струмица ја зајакнува соработката со граѓанските организации. Ова што денеска се случува во Струмица е потврда дека Струмица е итекако грижлив град, град во кој што има место за сите. Ова е пилот проект кој што е предвидено времетрајање од 12 месеци, но јас се надевам дека ќе ги развиваме капацитетите, можностите да истиот има итекако светла иднина и да и стане дел од струмичкото секојдневие. Ова е начинот на кој што општина Струмица се грижи за сите своји граѓани од градот и од населените места. Секако дека да, јас по самата апликација, по самото имплементирање и разговори со представници од Сдруженијето Вера, знам за каква благородна работа станува збор и знам колку е тоа навистина потребно. Секако дека по завршувањето на проектот, овој младински клуб, односно клуб за младенци и за деца со Даунов синдром, ќе најде соодветно место во програмите на буџетот на општина Струмица и сум апсолутен оптимист дека ќе најде на поддршка од сите советници во рамки на Советот на општина Струмица. Клубот е сместен во повеќенаменската социјална зграда што е сместена во комплексот на поранешната Струмичка касарна.